кажавте дали вие мислите дека е добро во државата да се повикуваат граѓаните етнички да се поделат на изборите? Што мислите вие за тоа? Лично вие, сега, ајде, немој да се плашите, кажете слободно. Јасно и гласно. Абе, без оглед како ќе повикаме, значи, реков 99% со некои исклучоци, луѓето гласат по етничка линија кај нас. Тоа е факт. Честитам на луѓето. Ја Халид Снопче, господинот пратеник, како што кажавте, представник на граѓаните, дали вие поддржувате да се повикува оваа држава етнички да се гласа и какви опасности тоа носи самото по себе? Со животот е наше неголемо богатство, тука живееме со векови назад. Ама тоа е факт, бе, господин Вилиновски, види се, дали тоа е факт дека такво е гласањето. Еве земи. Ама дали мислите дека тоа е добро? Еве, те констатираме дека е факт и се согласувам. Дали мислите дека тоа е добро и дека треба политичките партии така да ги компрометираат меѓунационалните односи во оваа држава? Види, ние како политичари мора да бидеме внимателни. Мора да дадеме допринос за отстранување на ваквите тенденции. Значи мислите дека не е добро? Па мора да бидеме внимателни сега. Не сме внимателни. Дали е добро или не е добро? Ама тоа не мора да значи дека во пракса се применува. Господин Снопче, еве да ве најдиректно бидам. Ви давам простор медиумски да им порачате на граѓаните, бидејќи секој мислам здраворазумен граѓанин во оваа држава ќе ви каже дека не е добро етнички да се повикуваат луѓето да гласат, како представник на народите на луѓето и вашата политичка одговорност да кажете дека тоа не е добро, дека тоа не доси добро. Ако сите почнеме етнички да гласаме, тоа ќе биде катастрофа за државата. Сакам да вие како креатор на јавното мислење и кој искусен политичар, како пратеник, да дадете порака дека тоа е не е во ред. Ако мислите дека е во ред, тогаш ќе се повлечам.